ова утро гостин во Македонија на утро, гостинка е Даниела Глигоровска, управителот на Скопски сајм. Добро утро и добре дојдовте во нашето студио. Добро утро, благодарам на поканата. На почетокот, важноста на сајмот кој никогаш не престана да се одржува од 89-та. Да, точно. Значи, сајмот на книга оваа година се одржува од 4 до 10 мај во Арена Борис Трајковски. И тоа е единствениот сајм кој дури во времето на пандемијата се одржуваше, значи без оглед што сите останати направија некаква пауза, сајмот на книга не направи пауза во одржувањето и во оние две пандемиски години, во 2020 и 2021 се одржуваше на отворено и подмонтажни објекти. Беше ли тешко или лесно да се одржи тогаш овој сајм на книгата? Ја знаеме важноста на пишаниот збор во животот, тоа е историјата, тоа е наследството што ни останува и што го оставаме за понатаму. Па, сајмот на книга е најголема културна манифестација и книжевна манифестација и привлекува посета некаде и до 30.000 посетители во текот на 7-дневно одржување. Значи, беше тешко. Не беше едноставно да се убедат издавачите, можеби и посетителите во оние пандемиски години дека и на отворено и во таква атмосфера може да се одржат успешни сајми. На наше големо изненадување во тој период сајмот имаше голема посетеност. Не во она Америка и големина во која го имал претходните години, но имаше навистина голема посетеност и тоа беше на задоволство и на посетителите и на издавачите. Се некако случајно или не 5 мај денот на македонскиот јазик и сега доаѓа во рамките на календарот кој што го имате предпоставено за сајмот од 4 до 10. Ќе има и посебен евент настан на оваа тема? Па 5 мај е ден на македонскиот јазик и тоа е во овој период паѓа точно вториот ден на одржување на сајмот на книга. И во организација на Македонската асоциација на издавачи и Скопски сајм ние планираме еден евент во промотивниот центар. Најпрво ќе се одржи трибина по повод 5 мај ден на македонскиот јазик, а во 13 часот истиот ден е доставена покана до 6 скопски училишта со гимназиско образование кои се поканети да учествуваат на сајмот и учениците од средните училишта да достават состави за кои се дадени конкретни теми за македонски јазик. Се разбира, секој состав кој ќе биде избран од средното училиште, од овие 6 средни училишта, ќе биде и прочитан на сајмот на книга, а истовремено ќе биде и промовиран на други начини, значи и преку медиумите. Кој тип на литература ќе има на овој меѓународен сајм? Се разбира дека имаме секаков тип на литература, значи тука можат да дојдат од деца од 7 години или дури и предшколска возраст, значи доаѓаат и деца од градинки, па до сите генерации, значи може да се најде секаков тип на литература, од стручна литература, белетристика, детска литература, значи така да секој посетител ќе може да најде се што му е потребно на сајмот на книга. На сајмот на книга често се случуваат промоции на автори? Да, и оваа година, значи имаме промотивен центар на сајмот. Промотивниот центар е место каде што издавачите ги најавуваат своите промоции. Програмата на промоции ќе биде објавена и на вебсајтот на Скопски сајм и во медиумите во предпочетокот на сајмот. Повеќе од 30 промоции се очекуваат во промотивниот центар, но истовремено има и промоции на самите штандови на издавачите, така да тие канат и своји гости. Некои од нив се разбира од земјата, некои се од странство, но се очекуваат бројни промоции, можеби повеќе од 50 промоции ќе има на сајмот. Кажавме каков тип на литература ќе има на сајмот, каков тип на изложувачи ќе имате на сајмот, кој ќе се појави од дома, од странство, од регионот, од каде? Значи има повеќе од 60 издавачки куќи се присутни, од кои најголемите издавачки куќи од земјата се присутни, се разбира, на сајмот, како и секоја година. Што се однесува до странство, значи присутни се имаме издавачи од Србија, има од Косово, има издавачи од Албанија.
Така да на сајмот има регионално представување. Една манифестација не може да опстои без поддржувачи. Кои се поддржувачите на Меѓународниот сајам на книгата во Скопје? Па пред се морам да кажам дека секоја година без исклучок, значи покровител е Министерството за култура, а поддржувачи на сајмот се Македонската асоциација на издавачи и навистина сакам да искажам благодарност до нив, бидејќи се поддржувачи во континуитет. Тоа е бројна асоциација, има 15 на членови, колку? Има, да, повеќе од 15 членови и две албански здруженија. Така да ние имаме навистина добра соработка со нив, имаме од албанските издавачи присутни. Она што охрабрува на овој сајм е дека поголем дел на мали издавачи се охрабрија да дојдат на сајмот. Така да има и мали издавачи кои се појавуваат на сајмот. Можеби со мала презентација, но навистина ќе имаме доволен број издавачки куќи. Различните теми кои што се нудат на вариететите кои што се нудат на сајмот се сами по себе примамливи за посетителите, меѓутоа ќе има и сајмски попусти. Да, се разбира. Значи секој сајм на книга имаме сајмски попусти, тоа е сепак одлука на самите издавачи, но тоа е во континуитет трае, така да секој што има намера да ја збогати домашната библиотека, се разбира, може да дојде на сајмот на книга, поканети се сите генерации и се разбира има литература за сите генерации, така да сметаме дека навистина посетеноста ќе си го достигне нивото како пред пандемијата. Ова е реч или искуство на организаторот. Сега, каков е фидбекот кај вас од страна на изложувачите? Дали се тие задоволни од она што им се случува на сајм? Според нас, да, затоа што ние сме во континуирана соработка со издавачите и со нашите изложувачи. И тоа се гледа во начинот на организација и се разбира во континуитетот, затоа што добрата организација носи и континуитет на одредена манифестација. Така да се разбира дека се задоволни, ние правиме и анкети, меѓутоа имаме и директни соработки и комуникација со нив. Се надеваме дека и оваа година ќе ги исполниме нивните очекувања. Имате ли искуство и контакт со консументите, со оние кои што доаѓаат? Споменавте дека бројот е голем, да. Интересот е голем. Имате ли со нив комуникација? Сепак и тоа е една димензија која што може да ви даде јасна слика за вистината на сајмот. Во принцип посетителите се задоволни и бидејќи можат да најдат комплетна понуда на сајмот, сметаме дека досега не сме имале некој лош фидбек од таа страна, така да се надеваме дека исто и оваа година покрај бројката дека и задоволството ќе биде на високо ниво. Да, ова е сајмот на книгата е дел од трилогијата на сајми, изложби оваа година. Сајмот на мебел заврши, следува сајмот на книга, по книгата теренските возила споменавте и градежна машинерија, да? Па да, оваа година ние во програмата имаме 3 сајмски манифестации во пролет, од кои сајмот на мебел веќе се одржа од 29 март до 2 април. И беше после дури 4,5 години одржан, значи и сметаме дека беше доста успешен, затоа што сите параметри покажуваат дека навистина помина успешно. Сега е сајмот на книга од 4 до 10 мај и во јуни е планиран сајмот за транспорт. Сајмот за транспорт е специјализирана манифестација со деловна посета на која присуствуваат најголем дел од импортерите на товарни возила. Оваа година е поканета и градежна механизација, но за тоа повеќе се разбира. Омилените играчки на мажите. Да, ќе можам да најавам дека ќе бидат навистина големите импортери присутни и ќе биде 3 дена така убава манифестација. Спектакл од свој вид. Сајмот адаптирате во Борис Трајковски арената, се трудите да биде на едно врвно ниво. Ви недостасува ли сајмот? Се разбира. Кога ќе прашате некој што работи сајми повеќе од 20 години, значи дека недостасува. На Скопје му недостасува сајмски простор, но и во овие услови просторот во арената Борис Трајковски и се разбира околниот комплексот дозволува сосема добро
добар простор за презентација. Сега, ние во овој момент, како тим, апсолутно работиме и со целосна техничка екипа и поддршка, и арената ќе биде прилагодена. Значи, апсолутно ќе биде прилагодена оваа година, посебно за саемско представување, така да нема да се гледаат седишта, значи ќе биде особено добро технички изведено, и јас ги поканувам сите љубители на пишаниот збор да повелат и да го посетат сајмот на книга. Не знаеме какви се информациите со новиот саемски простор, ќе оставиме тоа времето да покаже. Да. Скопјани го сакаат саемот, сакаат повторно да видат нов специализиран простор за таа намена. Ви благодариме за учеството ова утро во Македонија на утро. Успешен ви беше саемот за мебел, посакуваме и за книга, и за транспорт и градежна механизација да помене исто така. Ви благодарам многу.